Амбасадата во Македонија беше организатор на настан за собирање средства за летната школа за компјутерска наука и роботика, што треба да се одржи во јуни во Битола. Таму беше Јане Боаџиевски и еве го неговиот извештај. Во македонската амбасада во Вашингтон беше организирана донаторска средба чија цел е да се креираат можности за идни лидери меѓу млади на возраст од 10 до 16 години со помош на компјутерската наука и можностите кои произлегуваат од тоа. Организаторот на настанот Александар Стефановски е кандидат на докторски студии по информатика на Универзитетот Џорџ Вашингтон. Целта на овој настан е да се овозможат финансиски средства за да можат деца од 10 до 16 години да присуствуваат на летната едукативна програма и да можат да учат, да творат, да се инспирираат, да се мотивираат, да можат со своите раце да направат роботчина и да ги контролираат и при тоа да научат за можностите на роботиката. Амбасадорот на Република Македонија во Вашингтон Зоран Јолевски изрази надеж дека ќе бидат собрани средства и од американски бизнисмени со македонско потекло кои би биле вклучени во проектот. Целта на овој проект е да се формира млада генерација во Македонија. Тоа се прво во време средношколци ќе бидат офатени, кои што покасно ќе станат студенти во оваа област во информатиката и Македонија да создаде една квалитетна млада генерација добро образована. Македонскиот министер за надворешни работи Антонио Милошовски, кој присуствуваше на настанот за собирање средства, потсети дека благодарејќи на проектот USAID, Македонија е прва земја во светот со бежичен интернет во контекст на информатиката и нејзиниот развој. Милошовски истакна дека Македонија продолжува да ги форсира сферите кои се двигатели на денешницата. Стартувавме проект компјутер за секој дете во средното училиште. Би сакале да ја поддржиме секоја добра идеја која ќе ги направи македонските студенти поконкурентни и образовани во глобализираниот свет. Роботиката е инспирирана од јапонските филмови од жарот на научната фантастика. Целта е младите да бидат поактивни во креирањето на сопствената иднина. Јане Боаџиевски, Глас на Америка на македонски Вашингтон.